Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде пратеникот Миле Левков. Добре дојде. Добро и најдов, благодарам на поканата. Пратениче, доаѓаш буквално директно од Македонското собрание, претпоставувам дека веднаш и се враќаш таму во теке ребалансот на буџетот. Имавме еден изблик на оче кој што можевме да го видиме токму пред да дојдеш. Зборувам за пратеникот на СДСМ, за Фатмир Битики, кој што зборуваше за новинари, зборуваше за деца, измеша многу работи човекот. Што се случи таму? Чум овој оче, оваа нервоза? Да. Токму како што кажа, директно доаѓаме од собрание каде што се разговара за ребалансот, еден изблик на вистина на нервоза, а и она што го видовме од подпредседател, поранешниот подпредседател на СДСМ Битики, кој што откако беше буквално разглобен во реплика од страна на колегата Јане Мицовски, видовме како буквално во обид да го навреди, се изгуби, споменуваше наши, нивни, квази новинари, навредуваше луѓе кои очигледно го прашувале за затајување на одредени финансиски средства каде што требало да даде одговор. Оно што е најинтересно, ако се докажало дека биле злоупотребени, тој ќе ги употребил за школување. Не можете да употребите за школување на неговите деца на новинарот, за да не биле нека ми простат гледачите кретени како него. Првиот дел не можете да користите туѓи средства за школување, а најдолно е да се обидете, да се дрзнете и одговорница да споменувате нечии деца и тоа да го поврзете со квалификацијата кретен. Тоа е дно од кое што навистина не знам дали социјалдемократите ќе можат да се вратат назад, она што ја карактеризираше денешната седница, а и можат граѓаните да го видат сите забелешки кои што ги дадоа на ребалансот, ако ги слушате, и ако нема што да изгубите ако не ги слушате, меѓутоа ако ги слушнете, ќе видите дека наоѓаат забелешки на суми кои што се далеку помали од нивните скандали. Зборуваат за пренамена на 4 милиони денари, кога во исто време за надоместување на штетата што има направено Оливер Спасовски во Министерството за внатрешни работи потребни се 22 милиона евра. Додека управата за јавни приходи во нивно време ја тресеа скандали за поврат на милиони ДДВ, милиони денари ДДВ од фиктивни фирми, сега тие за одредени проценти од тој износ се обидуваат да скандализираат и тоа само затоа што, замислете, биле пренаменети од една на друга ставка и тоа на крајот гледате дека резултираше со вакви навреди од страна на Битики, така да една опозиција која што навистина не си го најде своето место. Грдиот и низок вокабулар вела дека е последно за солништен на неспособните, но еве како наближуваат локалниве, дали може да очекуваме бидејќи така изгледа и уште пониско нешто, подрум на дното, нешто да се случи бидејќи така наведуваат работите. Она што можеме да го видиме што се случува и од најавите и од начинот на кој што се поставува опозицијата, се најавуваат навистина валка на кампања за локалните избори, затоа што во Македонија гледате дека недостасува критичната мисла, недостасува борба на идеи, борба на платформи, единствени кои што имаат одредена платформа, се борат за низина реализација. Практично во овој момент е владата сето она што го рековме, сето она што ветивме дека оние најскапи автопати во Европа кои што секоја година стануваа се поскапи, а не се градеа, сега гледаме конечно дека финишираат и се пуштаат и се отвораат делници секојдневно и тоа го гледаме практично на секој чекор и од другата страна наместо критика имаме навредување, омаловажување, црнива контра позитивата, така? Гледаме сомнителни вести, ширење на сомнителни вести, гледаме обид за етикетирање и сето тоа засилува како што доаѓа како што се наближуваат локалните избори, надевајки се некој дека граѓаните во Македонија ќе морат и ќе бидат присилени да вршат така наречен негативен избор, нели, кога бирате поради тоа што некој е лош, меѓутоа тоа сатанизирање на власта ве уверувам дека нема да и даде никакви резултати, може само дополнително да наштети на демократските процеси и на развојот на демократијата, затоа што за развојот на демократијата во една држава е еден од сегментите во кој што не е доволна само владата, тука е многу важно однесувањето и на опозицијата. Она што се најчестите зачини на кујната на Бихачка, зборуваме веќе за 3 скоро и пол децении,
се манипулација, релативизација и девалвација. Девалвацијата е постојано користена, она што го кажа, на позитивата одговараат со црнила, со лажни вести, манипулации. Последна или една во редот од многуте, нели, во низата, беше онаа дека председателот на ВМРО-ДПМН и премиер аплицирал наводно за некаков си бугарски пасош и сега што е интересното, тоа го пуштаат бугарите, тука го прифаќаат и почнуваат да го развиваат на сите страни, кој друг ако не СДСМ, кој што тоа го прави некако премногу симултано во целава приказка, што беше и причина во повеќе наврати ти да излезеш и да ги опоменеш на приказката дека некој е некако буквално како сврзан сат изгледаше работава симултана една пропаганда која што во основа е антимакедонска со сите нишани, но општо прифатена и преземена буквално од СДСМ. Станува збор за многу сериозна антимакедонска пропаганда за која што ние како партија имаме една серија на пресконференции во која што се обидуваме тоа да го разобличиме. За жал од другата страна гледаме дека тие практично и ги признаваат оние наводи за кои што ние алармираме и се обидуваме да ја предупредиме јавноста. Имено посем оној пораз кој што го доживеа Бугарија во АФЕТ и посем разобличувањето на политиката практично која што има кон нашата земја, односно признанието на Министерството за надворешни работи на Бугарија дека македонскиот јазик и македонскиот идентитет е навредливо за нив, имаше и следеше една изјава на нивниот министер за надворешни работи Георг Георгиев во кој што на одговор на пратеничко прашање кажа дека Бугарија ги, цитирам, ги мобилизирала сите расположливи ресурси и воспоставени канали за заштита на бугарскиот национален интерес. И ние овде сосем легитимно алармиравме дека сите расположливи ресурси со кои што располага Бугарија се нотирани во извештајот на ДФР Lab, односно на една реномирана think tank куќа која што е дел од Atlantic Council, во кој што зборува за една мрежа на сајтови, за мрежа на ботови и тролови од бугарска страна кои што практично имаат задача да продуцираат лажни вести, да шират, би рекол, антимакедонска, анти-ЕУ и анти-НАТО, анти-НАТО кампања и да ги користат сите воспоставени канали. На тоа, од Социјалдемократскиот сојуз, наместо да имаат соодветен одговор, те имаат одговор на нашите пресконференции во кој што обвинуваат дека станувало збор за, не знам, за одредена параноја со дополнителни лични навреди кон мене како оној кој што го и тоа е честа навика, изнесува пресод. Практично, продолжувајќи го манирот за кој што практично и извештајот на ДФР Lab говори дека се користи. Односно, мрежа на интернет сајтови, профили кои што имаат за цел да ве етикетираат, имаат за цел да ве омаловажат без да разговараат за суштината. А ако погледнете и македонската јавност треба да знае, ако министерот за надворешни работи алармира дека Бугарија ќе користи сите расположливи ресурси и ќе користи воспоставените канали, ние треба да видиме кои воспоставени канали ги има бугарската дипломатија во Македонија. Еве го министерот за надворешни работи кој што вели дека Бугарија и бугарската држава ќе користи сите расположливи средства и воспоставени канали, и на ова видео кој што кружи на социјалните мрежи, ова не е ништо ново, меѓутоа сакам да ги поврзам. Се гледа како му бацува рака на Бојко Борисов, во исто време го гледаме овде поранешниот председател на Република Македонија Стево Пендаровски, како посем обраќањето со љубави му праќа поздрави од Зоки. Зоки се мисли на Зоран Заев. А интересно и Стево Пендаровски се разбуди сега некако најнаш така. Деновиве зборува за така наречен српски свет. Па сега прашањето е дали во сите расположливи средства и сите воспоставени канали влегуваат и поранешниот председател и Зоран Заев, затоа што тој е добро признаен, би рекол, соработник на бугарските политичари и тоа во многу изјави на бугарски политичари. Останува она што остануваше и го очекувавме
Венко Филипче да се огради од него и да заземе јасен став, затоа што тој, иако се наоѓа на чело на Социјалдемократскиот сојуз, се уште нема јасни ставови кога станува збор за овие прашања и треба јасно да се огради од овие воспоставени канали, а не да ја користа таа иста политика на омаловажување. Затоа што само признаваа дека се дел од онаа мрежа која што Бугарија практично има воспоставена. Венко јако дошаше Македонија директно од Атина, ако не се сеќаваш, пред 2-3 недели, така што навистина очекуваш тој човек да се огради од овие, тој само ќе ја преземе топката и повторно ќе ја продолжи, бидејќи им одговара, тоа е многу страшно, им одговара наративот за да го каѓаат ВМРО, ДПМН и Македонија, и тие го преземаат бугарскиот наратив без никаков проблем, без да џвакаат, без ништо каков што си е. Велат, она што се случи со Пендаровски, дека случајност не постои, дека тоа е само моментот кога не ги гледате конците со кои што кукларот ги движи марионетите на сцената, нели? Меѓутоа овде се гледаат веќе и конците, полека се надзира. Кога имате министер за надворешни работи, кој посебен ваков, би рекол, јавно признание, посебно вако национален врвен интерес е уништувањето на македонскиот јазик и идентитет, во превод е тоа неговата изјава. Тие признаа дека тие практично признаа дека вековитиот македонски идентитет е навреда. Так. Вековитиот македонски идентитет е навреда, замислете, од 21 век. И неговото понижување врвен бугарски ќе се ангажираат сите расположливи ресурси и воспоставени канали. Так. Зоран Заев е еден од политичарите кој што има јасно воспоставени канали. И сакам да бидеме објективни. Ако направите анализа на политиката на Зоран Заев и политиката на Венко Филипче, ќе видите мала разлика во ставовите. Зоран Заев, кога станува збор за осудување на бугарската политика, никоше нема осудено бугарската политика. Кога станува збор за историјата, има ставови дека имаме заедничка споделена историја, нема став за јазикот, нема став за други прашања. Прво државата што зема Брусалица го избриша бугарски фашистички куршум од споменикот на Благо Јанков Вучетово Струмица. Венко Филипче како градоначалник, 14-та година, 2014 е пред многу време. Така. А една работа која што исто така сите ја ставија во контекст на целата приказка, Прателиче, има ли случајност во моментот што Зоран Заев, Вице Заев, а Венко Филипче на истата адреса имаат фирми, Среде Петрич Бугарија имаат и во Софија, имаат и на други места, но Филипче има на истата адреса во Петрич со Вице Заев, она што излезе со јагленот кој што бил, нели, од Грција горен во Македонија, парите завршувале на сметката на Вице, 9 милиони евра се во прашање. И тоа не е единствено поглопување на адреси кога станува збор за Венко Филипче и Зоран Заев. Ке ве подсетам, на огромната јавна набавка за реагенси се појавуваше фирма Жути Етјеху, која што со седиште беше со истото седиште со адвокатот на Зоран Заев. Така да, многу често преплетување имаме помеѓу адресите на Зоран Заев, Вице Заев и Венко Филипче. За волја на вистината, и тоа сакам да кажам, Венко Филипче има малце, би рекол, поодговорни ставови, затоа што имаше доблест во една прилика да осуди дел од националистички изјави на Костадинов. И тоа се случило за разлика од Зоран Заев. Меѓутоа, овде престанува. Овде храброста на Венко Филипче одеднаш престанува и гледате дека денеска, иако имаме многу актуелни настани, тој не наоѓа за сходно да застане на страна на македонскиот јазик, на македонскиот идентитет и секогаш наоѓаат начини да го релативизираат. Ке ве подсетам, уште вечерта, кога се случи гласањето во АФЕТ, тие ликуваа за поднесениот амандман и се чудеа како да го спинуваат, па имавме различни верзии за во јавноста во кој што се поврзуваше со еден, втор, трет европски лидери зошто тоа ни се случило. Меѓутоа, целата реторика имаше една цел, а тоа да ја одлече Бугарија од приказната, да ја одлече Бугарија од сликата. Меѓутоа, самото Министерство за надворешни работи си кажа дека вековниот македонски идентитет е навреда. Овде паднаа во вода сите нивни обиди, меѓутоа овде почнуваат да се надзираат конците кои што вие ги рековте на папетарот, односно на оној кој што управува
со куклениот театар или со куклите се надзира преку кој? Преку сите ресурси и преку оноа што се нарекува воспоставени канали. Една работа која што исто така е индикативна во целата таа приказка сега удрија по владеачката коалиција дека го загрозувало македонскиот јазик. Многу интересен момент, бидејќи е повторно спин како и се што произлегува од таа кујна. Онаа стапица која што беше поставена за бугарската влада и токму еве Георгиев и сите останати да го покажат вистинското лице, беше многу добра и умешна и успешна стапица со македонскиот вековен идентитет и јазик. Бугарите впрегнаа се, Европа ги виде, не дека не ги знае, но беше многу позитивно да се види што се прави од страна и на бугарите и на грците. Јас не се сложувам дека е пораз, не е пораз. Се виде кој каде што припаѓа, имаше некои наративи, некој рекоа од 19-тиот, не од средновековието, кој што повеќе наликуваа начинот на изразот, негирањето на македонскиот идентитет, јазик, народ, сето тоа што се случи. И сега имаме повторна една иницијатива од ВМРО ДПМН да се случи нешто што се вика резолуција, ајде Радев, Бујрум, да потпишеме заедно дека немаш ништо против во превод, нели, македонскиот јазик и идентитет. И што се случува? Како тоа резолуција? Тоа е понижувачко. Нешто што нема шанси да се случи. Сите знаеме дека ова е многу интересен морков, односно граѓаните би го нарекле мамка за туристи, го вика народот, нели? Ајде Радев Бујрум, Радев никогаш нема да се согласи при здрав памет, иако нели кога не би биле работите какви што се би требало, доколку се демократи како што треба да бидат, а не се. Но еве, има една повторна стапица за него, а што велат од другата страна? Леле, ВМРО го загрозува македонскиот јазик. Каде ќе оди работа? Премногу е патетично, ова веќе како нека детска игра, за жал, нели? Да, и дипломатијата, и економијата, и развојот на државата секогаш си бара континуитет. Те играат на карта сега после една година владење, зошто да се споменува, нели, владата на СДСМ и ДУИ. Ќе ве потсетам, токму во ова студио разговаравме ова се што ни се случува за извештајот на Европската комисија за Македонија за 2024-та, меѓутоа ако се сеќавате кога разговаравме за извештајот од 2023-та кога тие се уште беа на власт, 7 години беа на власт, последниот извештај, оние кои што гледаат, ако сакаат да проверат, може да ги консултираат мрежите. Во првите 48 часа од излегување на извештајот на Европската комисија за Македонија, 16 функционери на СДСМ и ДУИ даваат изјави кои што потоа се мултиплицираат во небројни наслови, над 200 наслови во кои што ќе парафразирам, насловот е Европската комисија ја обвинува ВМРО ДПМН за застојот кон евроинтеграциите. Замислете, после 7 години владење вие продуцирате една медиумска инфлација во кој што ја обвинувате ВМРО ДПМН, кој што е 7 години практично, нели вие во опозиција, а сега кога сакате да разговарате што донела нивната политика, тие велат дека не треба, нели, да се повикува. Меѓутоа дипломатијата секогаш си има свој развој на настаните и не можете од денеска за утре да ги менувате. Она што веќе е јасно и сите го знаат и е приватен факт дека македонската дипломатија во една година успеа да ја разобличи бугарската политика. Ако некој имаше дилема за она кој што го говоривме, а ние нашиот став не е воопшто променет, дека барањата за бугари во устав е само почеток кон една агонија за преговарање, една практично слепа улица во која што ние ќе влеземе во една замка на безбројни бугарски барања кои што имаат една друга суштина, а таа суштина е македонскиот идентитет и македонскиот јазик. И ако било кој имаше дилема до пред една година, иако тоа е многу мал процент, вие се сеќавате дека сите истражувања покажаа дека огромното мнозинство во Македонија се добро информирани, не само дека се против, туку се добро информирани, го знаат проблемот, имаат јасен став. Меѓутоа, ако постоеше една мал број, мал процент, сметам дека посеб овие случувања нема човек во Македонија кој што не му се јасни овие интереси, не му се, освен нивната врхушка, меѓутоа за нивната врхушка гледате дека оние кои што ја донесоа и земјата и нивната партија во оваа ситуација сега успеа да се сместат во собрание, па наоѓаат забелешки, реков, за ребалансот кои што се далеку
пониски и во сума, и во износ, и во импакт од скандалите кои што ги тресеа министерствата секој ден. Да имаа барем малку доблест, ќе расчистеа првин со нивните скандали, а после ќе наоѓаа мани на ребалансите, односно како се трошат народните пари. Би можеле да земат и за промена малку и да прочитаат истиот тој Георг Георгиев, кој што ја целиваше раката на Бојко Борисов, кој што пак се целиваше со еден друг, нели, наш председател, за жал. Истиот тој Георгиев пред месец и половина само што стана, што се вели, бидејќи тие на 3-4 месеци имаат нова влада, не верувам дека и ова ќе стои, бидејќи е стакленоножна како она што беше на Заев, како она што беше на Ковачевски кај нас, но тој излезе и рече многу јасно и гласно: уставните измени во Македонија не се крајот. Тој, министер за надворешни работи, рече дека има уште многу работи кои што Македонија треба да ги исполни. При тоа мислеше секако и на историската комисија, мислеше на протоколите, на сето она што треба. Тој го кажа тоа јавно. СДСМ не слушта, некој треба да им нацрта дека тоа не е така, бидејќи и ден денес нивниот став е дека уставните измени треба да се прифатат, дека се блокира Македонија со тоа што не се прифаќаат и дека тоа е единствениот устав. Само тие велат, бугарите не велат дека тоа е единствениот устав. СДСМ вели, бидејќи тие беа оние кои што го потпиша со Ковачевски во онаа влада во распад која што беше така. Само тие велат дека тоа се последниот чекор на Бугарија. Бугарите не го велат тоа. Нема логика. Па тие многу често своите, би рекол, скандали ги покриваа со вести за проширувањето и за патот кон Европската унија. Македонската јавно се сеќа пресови во влада во кој што се лиферуваа лажни вести, практично нека се започнати преговорите, селфија во авион, веќе е дегутантно истите да се споменуваат, меѓутоа тоа е тактика и методи кои што се користеа долго време за да се обезбедат одредена позиција внатре во државата. Се применуваше една и единствена тактика, таа тактика се нарекуваше распродажба на македонските национални интереси. Седур има што да се распрода од македонските национални интереси, одредена клика од СДСМ и ДУИ се обезбедуваше дека може да остане на власт, меѓутоа народот тоа го согледа и се случи тоа што и се случи, огромен дебакал на изборите. После изборите гледаме во собрание дополнително се изгубија затоа што немаат ниту програмска, ниту било каква идеолошка платформа. Единствената платформа е онаа лукративната и финансиска, која што кога сте во опозиција е скратена, и сега повторно се навраќаат на корењата, а корењата е соработка со надворешните фактори за распродавање на она што е останато од македонскиот национален идентитет, и повторно објавите од страна и нивната споредба и нашата анализа доведува до тоа македонската јавност да биде предупредена соодветно и навреме, да бидат поврзани изјавите за мобилизирање на сите расположливи ресурси и воспоставени канали со навистина оние кои што се воспоставени канали во државата. И она кое што ние го зборувавме и кое што сме го зборувале во минатото, најдобар доказ за тоа е времето. Затоа што она што ќе го кажете како политичар ќе биде или потврдено или демонтирано од времето. Вие можете да ме омаловажувате колку сакате, како СДСМ која ќе враќа глупостите негови, меѓутоа ако ги вратите изјавите кои ги имаме, дали станувало збор за вакцини, дали станувало збор за набавка на јаглен, станувало збор за набавка на мазут, на некои енергенси или скандалите на онкологија, времето покажало дека ние сме биле во право со она што сме го зборувале. Кога зборуваме дека Бугарија ги користи сите ресурси и дека во игра се една мрежа на интернет сајтови и ботови, тролови кои што треба да ја намалат, би рекол, да ја преку омаловажување, да го намалат легитимитетот на владата, се со една цел да се заштити бугарскиот национален интерес на штета на нашиот македонски, граѓаните само ќе можат да судат и само ќе можат да го потврдат во периодот кој што доаѓа, а за оние од социјалдемократскиот сојуз кој што гледате со леснотија навредуваат одговорница, ќе се покаже дека во Македонија ќе нема веќе простор на македонската политичка сцена, простор за ниту за таква реторика, ниту за такво обраќање, ниту за таква логика. Онака како што ја разобличивме
би рекол, и надворешната и внатрешната политика која што е на штета на македонските национални интереси, на тој начин во следните години ќе биде и заштитен, ќе бидат и заштитени овие македонски интереси за никош повеќе да не бидат предмет на тргување од било кој неодговорни политичари од нашето минато или оние кои што би можеле да се појават во иднина. Уште посимптоматично би рекле, буквално кажано сомнително, беше она што се случи со Данела, кога бугарите, кои што сега Данела е нов сојузник со СРС, па и не толку нов, влегува во нејзина одбрана при нападот од оној командант Барути. И сега интересната работа и приказка беше тоа што се случи, беше навистина огавно и не требаше да се случи, иако и таа имаше, видовме на снимката, удел во тоа, но недозволиво е такво нешто, но бугарскиот наратив кој што случајно повторно се совпаѓа со она што се случува на таа другата сцена опозицијска, е дека бугарката била нападната од македонец кој што заради тоа што таа била бугарка, македонецот кој што ја брани Македонија и македонските начела е командант Барути, меѓу другото, а Данела е бугарка, но приказката е повторно и сите бугарски медиуми, Геомити Пендиков, оној дилерот што го истепа, немаше да дојдат да ја земаат со авион, не беше ни толку повредена, видовме дека реагираше полицијата, но бугарите влегува во одбрана нејзина во исто време кога се на иста линија со овие другите, кога Стево Пендаровски воскреснува, многу повторно случајност. Важно е да се каже и сите да знаат дека ние кога зборувавме за ваквиот однос со Бугарија или Македонија е традиционален пријател со Бугарија и македонскиот народ и бугарскиот народ се пријателски народи кои што сме блиски по култура и она во кој што немаме доверба е во интересите на бугарските политичари кои наместо да зборуваат за одговорност кон нивните граѓани, гледаме дека во изминатиот период многу им е полесно да се враќаат на средновековието, да шират би рекол една пропаганда во нивната држава дека во Македонија постои антибугарска кампања, дека тие не се безбедни овде. Напротив, нема ниту еден бугарин и странски држави, без разлика од кој што во Македонија се осетил непријатно. Македонија има кроток народ, кротко население и кај нас сите се добре дојдени, сите можат да се осеќаат пријатно. Јас ги осудувам таквите начини за привлекување на јавноста како што се користеа во случајот со градоначалничката, меѓутоа тој обид за купување на краткотрајни поени на одредени политичари, дали од наша, дали од нивна страна, не смее да се дозволи да ги нарушат односите помеѓу државите и помеѓу луѓето. Видовте на изјавите од српските туристи кои патуваа низ Македонија дека овде се осеќаат добре дојдено. Истото тоа се случува практично и со секој кој што е бугарин и сметам дека не смееме да и дозволиме на политичарите кои што сакаат да ги распродаваат и македонските национални интереси и во Бугарија да зборуваат за романтизмот и за средновековието наместо за економијата, не смееме да и дозволиме да го имаат примарното место во политичкиот дискурс и во политичката комуникација. Важно е земите како што е Бугарија, како што е Македонија, да имаме соработка на многу полини и тоа можеме да го направиме. За жал, гледам и од двете страни на границата, политичари кои што добиваат со ширење на омраза и со негирање нешто што не би требало да се случува во 21. век. Затоа, велам, ако сме искрени како политичари, ќе имаме искрени соговорници и од другата страна, за конечно Македонија да може да биде дел од Европската унија, зборувајќи за исполнување на она што се нарекува Копенхагеншки критериуми, затоа што во последните години ние зборуваме за се, само не за вистината и за суштината на овие преговори или на овој процес. А процесот има цел модернизација, воспоставување на правна држава, она практично што го бараат нашите граѓани. Поентата ми е дека имаме доверба и во бугарските граѓани, имаме доверба и во партнерите во Европа, немаме доверба во една клика на политичари и во Бугарија и во Македонија. И не смее да и се дозволи повторно да бидат на власт и да управуваат со вакви одговорни процеси. Интересен момент е што токму СДСМ е партија која што направи кариера, буквално кажано, врз антибугаризмот.
Тоа е од текот на времето, тие се наследници на комунистичката партија, го продолжија тој наратив. Ако се сеќаваш, нешто што беше премногу перфидно и иронично со сегашната ситуација, во рамки на кампањата за градоначалник по претходните избори, 21-та година, главен наратив на СДСМ со кој што ја каља истата таа Даниела беше дека има бугарски пасош и тоа беше погрдното за нив и со тоа тие требаше да ја срозаат и да не биде таа изгласана за градоначалник. Истите тие кои што сега се најдобри пријатели во наводници со бугарите, бидејќи се опортунисти, видоа шанса да го злоупотребат тоа што го имаат, а при тоа секогаш го користат тој антибугарски наратив, а ако некому не му е јасно, полоши односите меѓу двата народа и двете држави не биле никогаш до потпишувањето на оној француски предлог кој што го потпиша СДСМ. Од тогаш одат само надолу и надолу, нели, односите на сите страни, токму причината е кој друг, ако не оние што го потпиша и ја дигна целата работа. Многу е иронична целата работа. Да, во тоа време имаше изјави од бугарски историчари дека никогаш не сонувале дека ќе го начекаат денот кога македонски премиер ќе дава такви изјави како што впрочем ги даваше Зоран Заев. И затоа велам дека такви политичари од една и од другата страна на границата се дрзнаа во 21 век да се враќаат во средновековието, да го разбудат одреден романтизам, за да добиеме ние негирање на македонскиот јазик, да добиеме и негирање на македонскиот идентитет, нешто што е неприфатливо, кое што можеби кулминира со вакво ангажирање на сите ресурси во споставени канали и со ваква паника кога станува збор за споменување на македонскиот јазик и идентитет, за кој што, ќе повторам, тоа не е по наше барање, тоа е затоа што така оценил австријскиот известуваш Томас Вајц, кој што следејќи ги процесите увидел она за кое што зборувавме, дека кога станува збор за евроинтеграција, Македонија почесто зборува за прашања кои што се ирелевантни од аспект на евроинтеграциите, а и релевантни сметам, мислам на идентитетот и јазикот, затоа што нели паролата на Европската унија обединети во различностите, тоа тие немаат соодветен критериум каков идентитет и јазик треба да располагате за да бидете дел, меѓутоа има многу други правила усогласување на внатрешно законодавство, почитување одредена фискална политика, фискална дисциплина и владење на правото и така натаму. Може би увидувајќи го сето ова, сакајќи да затвори одредени прашања, доаѓа до таа формулација на Афет, меѓутоа од друга страна видовме што се случи целосно разобличување. И тој ги раскринка, неговата последна реченица беше за жал бугарските пратеници го киднапира извештајот за домашна употреба. Тоа е неговата последна реченица откако беше на прашање на БГНС дали работи за Македонија или по налог на премиерот Мицкоски, тој вели, јас ја работам својата работа врз основа на факти. Мислам дека нема поголем доказ и за нашата дипломатија, која што гради отворен и искрен однос и кон Европската унија, меѓутоа и кон Бугарија. И тоа што ние апелираме дека јавноста треба да биде свесна за овие, е практично одговорен однос кон својот сосед. Неодговорен однос е кога повикувате духови од минатото, истите ги правите дел од преговарачка рамка и наместо билатерален го создавате да биде ваш проблем со Европската унија за да можете вие да поделите уште некој тендер. Тоа е неодговорен однос. Ова е одговорен однос, затоа што врз база на ова верувам дека одговорни политичари кои што ги имаме во нашата влада, меѓутоа одговорни политичари од бугарска страна, ќе можеме да најдеме соодветни договори, соодветна рамка да разговараме за исполнување на европските критериуми, а не за повторно будење на некои духови од средновековието. Дали како што бугарските европратеници го киднапира извештајот за домашна употреба, истото го направија и СДСМ со она што го прават бугарите, за да можеби направат еден дефокус. Зборуваме за постојано повикување до јавното обвинителство да разгледа за джипот од 130.000 евра кој што Филипче наводно го немал, за вмешаноста во фирмата со Вице, за сите тие приказки, за она што се случува во СДСМ. Дали можеби ова повторно еден дефокус, тука е онкологија која што е отворена и во моментот, нели, се работи конечно и на неа, нели? Тука е модуларната болница, тука се ковид вакцините, премногу афери кои што стојат
нели под тепих се уште, дали можеби некој сега гледа шанса за дефокус од сето ова со тоа што изиграваат и тоа им стои како слонови во пижамисе, патриоти најнаш се загрижени за јазикот, за идентитетот, нешто што не ги тангираше многу минатите 7 години кога беа на власт, напротив. Можеби врвното признание дека социјалдемократите го имаат изгубено компасот, тоа дека за внатрешната политика го имаат изгубено компасот водејќи се од лукративни цели, веќе е јасно на сите, туку дека го имаат изгубено компасот кога станува и за надворешната политика е и нивниот однос кој што го видовме со подпишувањето на стратешкото партнерство со Обединетото кралство. Замислете, со Обединетото кралство, една велесила, лулка на демократијата, единствени во регионот подпишуваме договор. Она што го добивме од СДС беше паника и ширење на лажни вести. И денеска дел од нив шират лажни вести, односно велат се задолживте 6 сомнителни парите биле, да. Нема задолжување. За да имате задолжување треба да дојде соодветен закон во собрание, па вие да гласате за тој закон за да се задолжите. Да, постои рамка кој што е планирана и се однесува на 5 милиарди фунти за процес, за одреден процес, меѓутоа постојат проекти, стојат на располагање, постојат проекти каде меѓутоа во дадениот момент ширењето на таква паника и на лажни вести. Се сеќавате кога се обезбеди 1 милиарда од украинскиот заем кој што 500 милиони требаше да бидат наменети за општините за капитални проекти, она што го виде македонската јавност, а тоа беше панична реакција од каде потекнувале финансиските средства за кои што практично кинески пари и добија шлаканица дека тоа се европски пари. Меѓутоа, тоа нивно однесување, кога станува збор за средства кои што треба да ви влезат внатре во вашата економија и нивната паника од развој на државата покажува дека тие одамна го имаат изгубено компасот. Кога станува збор за ова гласање, уште во првите моменти видовме различни би рекол пристапи идеолошки кои што ги има кон овој проблем. Едноставно не знаат како да се пронајдат во еден свет во кој што имаме одговорна влада, која што има дипломатски односи на едно ниво на кој што треба да ги има една држава. Гледаме на вистина одлична и дипломатска конекција која што ја воспоставува владата, дали е на ниво на премиер, дали е на ниво на министер за надворешни работи, секогаш на актуелни настани, секогаш со признати, со реномирани министри, премиери, гледаме како Македонија на вистина е горда и е прифатена во светот како рамноправен партнер. Жално е што и овие во опозицијата тоа не знаат да го прифатат и да го поздрават. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме за индикативниот наплив на пироманија во Македонија, кому тоа му одговара Македонија да гори. Ќе зборуваме за локалните избори кои што галопираат, за признанијата на СДСМ, шлаканици од членови на СДСМ, компартијата очекуваат 80% од постојните да ги изгубат, а тие имаат колку? Од 80% ако изгуби што би останало. Претходно имаше еден кој што посака да имаат барем една општина, координатори на советнички групи кои што веќе нарекуваат некого градоначелник на Скопје, те од редовите на ВМРО ДПМН. Многу теми за отворање со нас е пратеникот Миле Левков. Одиме со кусиот блок реклами и се враќаме веднаш, останете со нас. Се враќаме во за или против, мој гостин е пратеникот Миле Левков. Она што го споменавме на крајот на првиот дел, за жал, имаме индикативна една појава на пироманија во Македонија. Веќе над 20 случаи кои што се потврдени и утврдени од страна на полицијата за подметнување на пожари. На најразлични начини. Некој пали гуми, некој со бензини, некој вака, некој онака, но нешто што се сомневавме минатите години, ке имаше по еден-два случаи, а сега имаме еден вистински наплив на пироманија, за жал дел од нив и со партиска поврзано со одредени партиски структури од опозицијата, што можеби нели ке рече некој и случајно затоа што Македонија е мала. Тоа е факт, ништо чудно некој да биде поврзан со некого, но еве премногу е индикативна целата работа. Јавна тајна и тоа мислам дека јавноста, ако тргнете по градовите, по населбите, ќе видите дека луѓето добро знаат тоа кој, каде, како и зошто го
прави, јас зборував еднаш во емисија на извештај од извештаите кои што доаѓаат во собранието од страна на јавното обвинителство. Постои една група на кривични дела против животната средина. Ако направите една анализа, ќе видите дека во последните 20 години не се гонат такви предмети. Нема. Има 1, 2 или 3 за кражба, може би сеча на дрва. Имате таму една плејада од кривични дела кои што не се гонат. Министерството за внатрешни работи со години толерирало палење на гуми затоа што некој собира отпад, собира железо. Ова година прв пат видовме дека има такви лица кои што се уапсе, односно се приведеа и се поднесува такви кривични пријави во изминатите години не се поднесува. Јас на пратенички прашања поставував на сега колегата пратеник Љупчо Николовски во негово време, кога дрвото за огрев за пензионерите од 2500 денари вртоглаво се покачи на 4000, 4500, па дури и 5000 и не го добива, во тоа време тој преку национални шуми подпишуваше договори за откуп на опожарено дрво од 300 до 550 денари. Договорите ги покажувавме практично одговорници. Тоа беа фирми, компании кои што се занимаваа со обработка на пелети. И ајде да речете од друга страна дека тоа допринесе да имаме понуда на ефтин пелет. Не успеа ни во производството на пелети, останавме увозно зависни, односно тие договори не успеа ниту да ги реализираат затоа што најверојатно лукративно изгледаат на хартија, кога некој ќе ви дозволи илјадници кубици да ги купите за 300 денари, а пензионерите плаќаат по 4500, меѓутоа се покажа дека немањето на доволен капацитет си го направи своето. Сега помеѓу тие 2-3 зла кои што се појавуваат, а тоа експлоатација на метали, недозволена експлоатација на метали преку опожарување и палење на гуми, душеци, други предмети кои што во себе содржат метал, правото да се искористува опожарена шума по багателни цели и добивање, узурпирање на одредено земјиште, затоа што во изминатиот период останало несанкционирано, видовме како во Македонија за жал произведе она што произведе, тоа е загуба на огромни пространства на шума, и не само тоа, туку огромни закани и за населението, за објекти, за цркви, за семејни домови. Она што го направи Министерството за внатрешни работи, а тоа е приведување, лоцирање, детектирање и подигање на кривични пријави против лица кои што палат вакви објекти, ако продолжи во наредниот период, ако се прекине праксата за давање на багателни цени за откуп на овие опожарени површини, или и да не се променат цените. Постои една одредба во законот во кој што вели кога се врши сеча на опожарено, оној кој што го склучил договорот треба да го пошуми просторот, или барем да видиме дека целосно се реализираат одредбите од законот. Во тој случај и ќе сетиме значително намалување на овие закани. Тие не можат секош да бидат исклучени, за жал, до крај. Потребен и систем на мониторинг за нешто кое што гледаме дека владата работи на него, систем на мониторинг и на делување. Видовме дека владата одговори добро во насока на екипирање и тоа користење на општествено одговорни компании, позитивно во насока на пуштање на оние огласи во кои што треба да се ангажираат населени и доброволци како волонтери во противпожарните единици, и тоа е добро во некоја одредена насока, меѓутоа ќе треба да проработи и обвинителството, и истрагата, и самите институции во овие две насоки, за да можеме во наредните години да имаме што помалку проблеми. Пример да се даде за пироманите, што ќе им се случи доколку дека тоа ќе што не се случуваше менатиот. Не може, погледнете, во една цела декада, иако тоа се постојано не се случува, во една цела декада вие немате повеќе од 1 до 2 кривични пријави во текот на една цела година. А ако го погледнете бројот на пожари, ќе видите за препасувачки бројки, само да знаете за еден пример, затоа што имаме територијално противпожарна единица од мојот крај 330 интервенции.
на ниво на држава, кој само изминативе 2 дена имаме над околу 20 до 30 активни пожари, околу 20 и 30 санирани пожари. И така било и минатата и предминатата година, некоја година повеќе, некоја помалку. Не можете да имате ниту едно или само едно обвинение за подметнување на пожар. Така. Пожарите и справувањето со нив се исто така дел од агендата на опозицијата, на која што така барем изгледа градат пиар за она што следува. Зборувам за локалните избори, зборува за она машинерија, за железото старо кое што било од оние пренаменети возила, кои што постојано ги фалат пожарникарите, бидејќи зборувам за пинсгауерите, за хермелините, нели, и сето тоа кое што се користи во моментот и се користи онаму каде што инаку противпожарните возила никогаш не можеа да стигнат. Имаме постојано пофални зборови за нив, но имавме една црна кампања и на овој план. Сето тоа доаѓа во контекст на она што следува за 2,5 месеца. Зборуваме, значи токму галопираат локалните избори кон нас, она од кое што предпоставувам се плаши опозицијата. Чуму затоа што секој ден, нема ден да не излезе социјалдемократ и да им удри шлаканица на социјалдемократите. Денеска беше Колемишевски кој што најави дека 80% од она што го имаат веќе како општини ќе го изгубат, а знаеме колку имаат. Немаат 80% од 5 е 1 да остане, така, ако изгубат 80%. Денеска тој ги им удри неколку шлаканици. Претходно имаше координаторка на советничка група на град Скопје која што го прогласи Орце Ѓоргиевски за нов градоначалник. Претходно имавме па еден советник од општина Киселавода од СДСМ кој што го прогласи Орце за градоначалник и така натаму. Значи, самите социјалдемократи се свесни за она што следува. Само врхушката повторно, како со бугарскиве работи и за локалните избори не се свесни само во врхушката или не сакаат да си признаат колку се лузери, токму тие бидејќи од главата смрди рибата, нели? Па неверојатно многу е тешко да се критикуваат или анализираат само состојбите во еден друг политички субјект, меѓутоа она што е важно и кое што ние нормално и како јавност и како власт е сосем легитимно и да го критикуваме и да го анализираме. Исто вакво несоочување со реалноста им предходеше и на парламентарните избори во кои што, ако се сеќавате, во тоа време во фокус беа анкетите, вистиноста, невистиноста за анкетите, бројот на пласмани и така натаму. Па не знам како хируршки прецизно според токму оние анкети кои што ги напаѓа се сместија сите бивши министри, па сега се во собрание, а веднаш позади тие бројки, односно на оние места кои што беа недобитни, ги сместија сите оние кои што ги убедуваа дека анкетите се лажни. Во таа насока е реториката и на овие локални избори, односно она што се вели не умирај магаре на зелена трева, уште еден ден мир купен, дали ќе е во собрание на еден од тие функционери, тие го сметаат како своја собствена добивка од неколку аспекти. Едниот аспект можеби и привилегии, меѓутоа не се тоа привилегии во кои што тие се навикнати или уживаат, меѓутоа она што е многу поважно е еден ден кон застарување за кривично гонење за она кое што го изгласаа заштитени под одреден имунитет. И на тој начин, нели, нормално ќе се чека оној ден кога ќе може и конечно да можат да се вратат во политиката целосно рехабилитирани, меѓутоа сметам дека многу тешко тоа ќе го дозволат затоа што добро памтат кои се, со какви се тендери, јавни набавки и лукративни интереси се влезени сите од ниво политиката. Тешко ќе ги забораат оние вести од ден во ден кога чичко, татко, вујко, син отвараа фирми во енергетиката токму кога бевме во енергетска криза. Ти се верувало дека ќе дојде ден кога председател, односно го нарекуваат лидер на опозиција, лидер треба нешто да води, не гледам такво нешто кај Филипче, ќе излезе и тоа го правеше и во ноември, тоа го правеше и сега пред една недела, и ќе лиферува лажни анкети. Лажни се, тоа е факт, нема извор, нема број на испитаници, нема период кога е направено, излегува и вели ВМРО е паднато толку и толку насто од парламентарните избори. Предходеше такво нешто и во ноември. Побаравме и тогаш како новинари кој е изворот, кога е направена анкетата. Еве, повторно на анкетите кои што се
веродостојни, меродавни, направени во тој период, на толку и толку луѓе, со таков и таков метод, сето тоа нели што треба, кои што се поразителни за СДСМ, одговараат повторно со важни анкети, кои што велат не катастрофа се, ВМРО, ти се верува дека истата реторика која што ја користеа пред парламентарните, затоа и подсетив. Ма порано барем Спасов им правеше рейтинг некоја анкета и таа ќе беше таква каква што се смеа сите, но сега нема ни потреба такво нешто. Имаме ние анкети правиме и ќе кажат некои бројки кој ги прави тие анкети, така премногу дури оди подобро работа. Па тоа знаете како ти доаѓа на крајот после завршува на работното време кога велите сега свиреме за своја публика само. Така. И тие во канцеларија што работат за тебе ги прашуваш за кого ќе гласаш за тебе. Па тоа е нивото на поддршка кој што го имаат. Статистичка грешка или ако добијат некој од своите домашни. Што се твоите очекувања реални на локалните избори за крај? На локалните избори низ целата држава ќе има огромна победа. Она што е најважно е програмата со која што ќе излезе ВМРО ДПМН за целосно закрепнување, за целосно кога да очекуваме? За целосно враќање и на стандардот на живење и на функционалноста во институциите, затоа што тој процес, рековме, кога добивме на изборите, потребно е да се врати довербата во институциите и надежта. Процесот за враќање на надежта и довербата во институциите е и преку програмата која што ќе биде изградена и ќе треба да биде реализирана. Тоа би рекол е најважната алка во оној процес кој што го има замислено владата, за да имаме едно целосно кохерентен процес на заживување, економско закрепнување на државата. Многу е важно и мислам дека со оваа програма конечно ќе се оценат и можностите на локалните самоуправи, нивните недостатоци, нивните потврлања, каде треба сето тоа да биде поправено, да биде усогласено. Нема да биде само една програма која што ќе работи на принцип на копи-паste од претходни избори, туку ќе работи на лоцирање на проблемите и нивно решавање. Сметам дека тоа е најважно. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам на поканата. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.